Еден хадис кој е добар, вели пејгамбер селем: "Ва ијакум ва хајшатил асваки." Вика, чувајте се од гласови пазарски во џамија. Хајшатул асвак од гласови кои се пазарски во џамија. Имам неве во коментарот, вели што значи ова. Џамија, вика, е место на зикр, на спомнување на Аллах. Џамија е место на полнење на батерија со иман. Џамија е место на читање на Куран. Џамија е на место на Аллахова милост и рахмет. И тука не смее да се крева глас. Таа е света Божја куќа. Освен со зикр, па дури и со Куран, пример со Куран, ако стојат двајца, вели пејгамбер сам: "Ла тахтелиту ба'дукум аля ба'да." Немој да го кревате еден глас на другиот, да му смета на другиот. Замисли, Куран што е свето нешто. И Куран кога читаш, ако читаш, читай во себе пристојно. А камоли некој да чита Куран, а ти да креваш глас? Колку е недолично, колку непристојно. Некој чита Куран, а ти креваш глас. Имам Бухари бележи од Језид ибн Саиб дека еден ден еден човек, ој Саиб ибн Језид вели, вика, бев во џамија на пејгамбер алейхи селам. И некој како со каменче да ме удри. Хасабени раджулун, вика, некој како со каменче да ме погоди, се свртев. Фе идha huwa Умар ибн Хатаб. Кога тој беше Омер? Беше тај, он дојде вамо. И отидов кај Омера. Рече: "Итини бихадейни." Оние двајца донеси ми ги. Омер беше голем човек, кропен човек. Омер кој ќе јавнел на камила, неговите нозе дури допирале до тло, до почва, до земја. Мажиште, голем мажиште. Кога одел зад него, прашина се кревала. Вика, донеси ми ги оние двајца, викни ми ги оние двајца, и дојдо тие двајца. "Мин ејне ентума?" Од каде сте вие двајца? "Нахну мин ат-Таиф." Ние сме од Таиф. Медина Таиф 400 километри. Значи од друго место. Рече: "Валлахи", рече, "да бевте од Медина, со стапов ќе удрв." Тарфаани есфатукума. Кревате глас во џамија, и во џамија каде е гробот на Расулуллах, ќе добиевте овој стап. Меѓутоа, пошто сте од надвор и можеби не знаете, овој пат имате халал, имате простување. И дури постои хадис на пејгамбер селем: "Инна мин ашрати саа раф'ул асфати фил масаџид." Од презнаци на судниот ден е кога ќе се креваат гласови во џамија. Значи, презнаци на судниот ден. Што е презнаци на судниот ден? Близина на судниот ден. Кога џамиите ќе се украсуваат, кога луѓето ќе се надпреваруваат кој ќе има поголема џамија, не за потреба. Она што е за потреба не прави муавет. Има потреба за 2 милиона, за 2 милиона на се направи џамија. Меѓутоа, да правиш џамија само за украс и само за да се фалиш, тоа е знак на судниот ден, а денеска тоа 1000%. Дека луѓето денеска прават џамии не од потреба, туку само за да се фала со џамии. А иако украс на џамија е џемат. Не е украс лустар, ниту тепих, ниту минаре. Украс е џамија, се луѓево кои даваат душа на џамијава. Луѓево кои носат насмевка во лице. Луѓево кои секој пат гледаат да помогнат некому. Луѓево кои одржуваат односи еден меѓу друг.